Продолжуваме со нашите штракови. Почнавме да ги радикализираме да бидат што поголеми. Ево денеска почнавме зголемуваме по 2 часа да стоиме на овие патишта покрај овие временски услови. Други работи се кажани, мислам на сите пак ќе ги повториме дека бруто плата придонеси под хитно средба со господинот Заев бараме неотповиклива оставка од раководството, бидејќи повеќе од 10-15 дена не се сапнати ни во фабриката. Немаме вода за пиење, немаме никакви услови за работа. До кога ќе тераме вака и ние не знаеме. А тие требаше до менеджментот до утре да го достават планот за работа? Тие требаше да достават планот за работа до утре, најкасно со наше присуство, да се усогласиме, да се договориме сите заедно дека се сложуваме со тој договор и да појда Скопје. Тие денеска нас ни без да не известа заминаа Скопје и го доставуваат до кај се, што се не знаеме ништо за нив. Што е со пријавата? Со пријавата чекаме од МВР и од основниот суд да кажа што се случува. За сега ништо не се случува ни таму. Никој не ве контактираше после средбата со градоначалникот? После средбата со градоначалникот никој не нема контактирано. Очекуваме дека и тој ќе реагира, па да се надеваме. За вторник најавуваме протести пред влада со поставување на шатори. Доколку никој во меѓувреме не ни се јави, не ни даде некоја понуда. Остануваме пред влада со сменување на, мислам во групи ќе бидеме секој ден дежурни таму, се до исполнување на условите. Останувате прво да ви дават 2 плати па да почнете. Значи најхитно бараме 2 плати за да отпочнеме со работа. Доколку нема слух, ние ќе бараме и 3-та плата, веќе време си поминува. И договор со владата дека во наредниве 6 месеци ќе земеме редовна плата, додека се реши ситуацијата.